Преспанскиот езерски бисер, судејќи по се, продолжува да ја живее својата агонија со живот на шкрги. Според последните официјални пресметки на Министерството за животна средина, од 2021 година, Преспанското езеро досега загубило фрапантни 53 милиони кубни метри вода, што е еднакво на една вештачка акумулација, тврдат преспански екоактивисти кои се повикуваат на анализите на професионалните екологисти. Од 2021 година пресметката на Министерство за животна средина укажува дека на Преспанско езеро му недостигаат 53 милиони кубни метри вода, што е колку едно цело езеро со вештачка акумулација. Што значи, ако израчунаме, во последните 3 децении Преспанското езеро ја загубило речиси половина од својата вода, што не носи до фактот дека целиот биодиверзитет и екосистем е нарушен. Декларативните обиди на трите соседни земји за каков таков спас на езерските води главно останувале само на хартија. Досега се изработени низа стратешки документи, планови, студии, но во реалност сите тие се подпомогнати од некои европски донации и кога ќе заврши самиот проект, имплементација на тие резултати од студии и стратешки планови нема, објаснува Ефтимовска. Пред неколку години имаше обити се состави комисија помеѓу трите држави, Македонија, Грција и Албанија, која што требаше да има задача за спас на Преспанското езеро, меѓутоа транспарентни документи од состаноци, заклучоци или слично немаме видено ние како активисти, иако постојано следиме. Меѓутоа, и покрај ваквата силна тревога, од одамна вклучениот црвен аларм, премиерот Ковачевски во јануари изјави дека допрва ќе се правеле анализи и ќе се преземале мерки за спас на езерото. Ние разговаравме со ресорните министерства во однос на овој проблем и дека во наредниот период ќе мора да се изработи анализа врз основа на која ќе може да се определат активности и мерки како да се спаси, да кажеме, Преспанското езеро, исто како што во минатото беше направено и со Охридското езеро. Исто така, апсурдот да биде поголем, владата со назнака итно неодамна побарала општина Ресен да ги врати и веќе замрзнатите наменски средства во висина од 84 милиони денари, а кои се наменети токму за спас на езерото. Барање кое општината категорично го одбила, независно од евентуалните можни последици или казни.